Стигнавме до последната четвртина од посланието до Филипјаните. Во оваа последна глава, четврта глава од посланието до Филипјаните, се наоѓаат некои од најпознатите стихови кои што ги имаме од ова писмо. Не заборавајте дека главната тема на ова писмо е радоста. Да, малку е чудно што писмо кое што е напишано од затвор и писмо кое што е пратено на луѓе кои што се соочувале со опозиција и напади зборува за радоста, но сепак пораката е многу јасна. Она што апостолот Павле сакал да го порача на црквата во првиот век е дека независно од околностите во кои што се наоѓаат, тие може да се радуваат. И дури во оваа глава отворена нова тема. Независно од околностите во кои што се наоѓаат, тие може да го имаат Божиот мир. И како што на црквата во првиот век и било потребно да го слушне тоа, верувам дека иста е потребата на црквата во 21 век. Да, ние се наоѓаме моментално во некој хаос, некои луѓе велат дека хаосот ќе биде уште многу поголем, не знаеме што ќе биде, но пораката, особено на оваа глава од посланието до Филипјаните е многу јасна. Независно од ситуацијата во која што се наоѓате, Бог ве повикува да се радувате. Бог ве повикува да го имате и да го уживате неговиот мир. И апостолот Павле не само што не повикува на овие нешта, туку и ни кажува како можеме да ги постигнеме. Оваа последна глава од посланието до Филипјаните започнува со стиховите во кои што апостолот Павле ги охрабрува христијаните во Филипи да стојат цврсто во Господа, но исто така во вториот и во третиот стих зборува, односно пишува за еден конфликт кој што бил присутен во црквата во Филипи. Станува збор за две жени кои што имале некакво недоразбирање, најверојатно. Не знаеме зашто станува збор, но знаеме дека во вториот стих апостолот Павле им вели, односно ги замолува да бидат едномислени во Господ. Тоа е културен начин на кој што апостолот Павле им вели: имате некој проблем, имате некој конфликт, имате некакво недоразбирање и затоа во Господа ве молам да го решите. И веќе во третиот стих го моли својот, како што го нарекува, искрен сотрудник да им помогне во решавањето на тој конфликт. Не знаеме за кого станува збор, може би бил Епафродит, но поентата е дека имало конфликт во црквата во Филипи и треба да се реши. Во четвртиот стих всушност е еден од најпознатите стихови од ова послание. Апостолот Павле им дава на христијаните во Филипи една многу подобра и на многу попаметна идеја. Значи, ви на некој начин како во вториот и во третиот да вели имате проблем, решете го проблемот, јаде јас да ви даме на подобра идеја, нешто што може да го правите, нешто што ќе биде за ваше добро. И четвртиот стих апостолот Павле пишува вака: радувајте се секогаш во Господ. И пак ќе речам, радувајте се. Апостолот Павле, како да сака да им каже на христијаните во Филипа, истото важи за нас денес. Баталите ги недоразбирањата, баталите ги тие конфликти, односно решете ги и наместо да се расправате, вие треба да се радувате, бидејќи вие сте дел од Божиот народ. Бог ве сака, Бог ги спаси вашите души и сега како луѓе кои што се дел од Божиот народ, вие не треба да бидете познати по тоа што се расправате, не треба да бидете познати по тоа што сте своеволни или пак тврдоглави или пак во тоа колку ќе се докажувате кој е во право, туку вие треба покрај другото да бидете, ако може така да кажеме, познати по тоа што ќе бидете луѓе кои што се радуваат. И понатаму отвара уште една нова тема, а тоа е луѓе кои што ќе го имаат и ќе го уживаат Божиот мир. Но овој четврти стих започнува со зборовите радувајте се и завршува со зборовите радувајте се. И толкувачите на Светото писмо ни кажуваат дека кога некој автор во Библијата ќе повтори една иста идеја во една реченица, тоа значи дека сака да обрнеме особено внимание на тоа што е кажано. И апостолот Павле токму тоа го прави тука со радоста. Всушност, апостолот Павле во секоја глава од това послание до Филипјаните пишува за радоста. Прочитајте го дома, ќе видите дека радоста се спомнува барем еднаш во секоја глава од ова послание. Но тоа што е поинако во овој дел од посланието, односно оваа четврта глава од посланието, е тоа дека апостолот Павле не само што ни кажува да се радуваме, туку ни кажува и кога да се радуваме, исто така како и во трета глава први стих ни кажува каде да ја бараме нашата радост. Одговорот на прашањето кога треба да се радуваме, апостолот Павле го дава во третиот збор од овој четврти стих. И таму се вели радувајте се секогаш. Значи одговорот е кога треба да се радуваме секогаш. И сега, кога апостолот Павле го напишал тоа радувајте се секогаш, мислам дека со тоа подразбирал дека не треба да чекаме во животот околностите околу нас да бидат идеални, не треба да чекаме во животот се да не биде како подмачкани да речеме сега веќе јас можам да се радувам, сега веќе јас можам да уживам во животот, сега веќе можам да бидам и благодарен и задоволен во животот.
Значи, тоа е една голема опасност, да сметаме дека радоста ќе зависи секогаш само од тоа како се одвива животот околу нас. Не заборавајте дека апостолот Павле им пишува на група луѓе кои што се соочувале со притисоци и напади од надвор, бидејќи во прва глава 28 стих пишува дека имале противници, ти имале притисоци и напади од внатре. Минатата недела зборувавме за лажните учители, сега видовме дека имало конфликт во самата црква помеѓу тие две жени. Изгоре на сето тоа апостолот Павле се наоѓал во затвор и тие биле загрижени за него. Како му е таму и дали некогаш ќе излезе од затвор. Ама апостолот Павле кога сака да им каже, не, вие треба да се радувате и во овие околности, таква како што е сега ситуацијата. Не треба да чекате се да се среди, па тогаш да речете, сега се радуваме. Да, знам дека ви е тешко, но дури тогаш кога е тешко, Бог ви ја нуди радоста. И дали некога си се нашол во таква ситуација? Верник си, читаш можеби редовно Библија, кога има богослужби, сега се откажани, одиш можеби редовно на црковни неделни собирања, богослужби, литурги, како да ги кажеш. Но се наоѓаш со толку многу, се наоѓаш во таква ситуација кај што имаш толку многу притисоци што се викаш, овој повик да се радувам, овој повик ми е некако бесмислен. Некако нема смисла се ова. Или ми е невозможно да го постигнам сега, бидејќи глед, имам напади од сите страни, имам притисоци од сите страни и како сега да се радувам во оваа ситуација? И ако се наоѓаш во таква ситуација, овие стихови се токму за тебе. Секој од нас се нашол и секој од нас ќе се најде во таква ситуација. И кога се наоѓаме во тие околности, треба да се навратиме на овие стихови и на овие совети кои што апостолот Павле ни ги дава. Бидејќи радоста која што Бог ни ја дава не зависи од тоа што се случува околу нас. Всушност, овие стихови се однесуваат моментално на сите нас, бидејќи сега сме на некој начин под притисок ради целава ситуација со коронавирусот. И во искушение може да бидеме да речеме, ќе се опуштиме и ќе бидеме благодарни, ќе бидеме задоволни, тогаш кога ќе помине целава ситуација. Но повикот е, не, уште сега можеме да бидеме радосни во Господ, бидејќи колку да е чуден повикот да се радуваме тогаш кога има хаос околу нас, апостолот Павле вели, да, тоа е возможно. И тоа е возможно само доколку ја црпите радоста од вистинскиот извор. 5 зборови. Првите 2 ни кажуваат што треба да правиме, да се радуваме. Третиот ни кажува кога, секогаш, и четвртиот и петиот ни кажуваат каде да ја бараме таа радост. А одговорот е во Господ. Радувајте се секогаш во Господ. Оно што апостолот Павле сака да го каже, верувам преку овој стих, па исто и така и преку 3 глава 1 стих, е дека вистинската радост во животот е она радост која што доаѓа од Господ, бидејќи радоста која што доаѓа од Господ не е ограничена од околностите и од ситуацијата во која што се наоѓаме. Бидејќи доколку беше ограничена од околностите и ситуацијата во која што се наоѓаме, тогаш која е разликата помеѓу радоста која што доаѓа од Бог и радоста која што доаѓа од овој свет? Не би имало никаква разлика. Но она што апостолот Павле го вели во овој стих на христијаните, барајте радоста таму каде што не можете да изгубите. Барајте радоста и најдете во оној кој што никогаш не се менува. Бидејќи ситуациите околу нас се менуваат, околностите околу нас се менуваат. Еден ден може се да ни биде во ред во животот да бидеме среќни, задоволни, другиот ден може целиот свет, ако можам така да кажам, да ни се сруши. Но апостолот Павле вели, кога барате радоста во Господ, тогаш вие буквално се приближувате до изворот на вистинската радост. И кога сте близко до изворот на вистинската радост, никогаш нема да престанете да се радувате. И Бог ни нуди токму таква радост. Сега, оно што е важно да го сватиме во однос на радоста од библиска гледна точка, нели радоста како што е опишана во Библијата, е дека радоста како што е опишана во Библијата не значи дека ние ќе бидеме насмејани и окезени 24/7. Радоста како што е опишана во Библијата не значи дека нас ќе ни биде сеедно и дека ќе бидеме рамнодушни во однос на тоа што се случува околу нас, еве конкретно оваа ситуација во која што сега моментално се наоѓаме. Напротив, радост која од христијанска гледна точка, од библиска гледна точка може да кажеме дека ние треба да бидеме свесни и треба да бидеме засегнати за тие нешта, но никогаш тие нешта што се случуваат околу нас да не влијаат на тоа како ние гледаме на Бог, бидејќи радоста од библиска гледна точка значи задоволство и исполнетост во фактот дека Бог ме сака и дека Бог ме прифаќа и дека ништо на овој свет, буквално ништо на овој свет не може да го смени тоа. Било да е пандемија, било да е економска криза, било какви да е криза да е, радоста вели Бог ме сака и Бог ме прифаќа. И самиот тој факт ми нуди исполнетост, ми нуди задоволство и токму тоа е радоста од библиска гледна точка. Во 6 и 7 стих апостолот Павле пишува за грижите и за мирот. И таму се вели вака: не грижете се за ништо,
туку во се, преку молитва и благодарност, искажувајте ги своите барања пред Бог. А Божиот мир, што го надминува секое разбирање, ќе ги штити вашите срца и вашите мисли во Христос Исус. Темата на која што пишува Павле во овие два стихови понатаму е токму тоа: грижите или мирот. Грижите се резултат на верата која што е вперена кон околностите околу нас. Мирот е резултат на верата која што е вперена кон Бог и неговите ветувања. И секој пат кога ќе се најдеме во непосакувана, непланирана ситуација, ние мора да избереме: ќе се грижиме или пак ќе го имаме Божиот мир. Бидејќи двете не можеме да ги имаме истовремено. Или грижите ќе губиат мирот во нас, или пак мирот ќе ги убие грижите во нас. Трета опција нема. И на секој еден од нас останува да одлучи. И ова е важно не само за ситуацијата сега во која што моментално се наоѓаме. Јас верувам дека покрај другото овие стихови можеме да ги земеме, да ги примениме во ситуацијата во која што сега се наоѓаме, да не се грижиме, да дојдеме кај Бог и да се молиме и да му ги предадеме него нашите грижи и тој да ни го даде неговиот мир. Но овој принцип важи и за секоја ситуација во животот, бидејќи оваа сега во која што се наоѓаме со коронавирусот ќе помине и добро е да помине за нас на тој начин што нема да се грижиме и нема да се јадосуваме, туку ќе доаѓаме кај Бог и ќе го добиваме неговиот мир. Но дури понатаму во животот, кога ќе ни се случи некоја слична ситуација или кога ни се случи некоја слична криза или некоја можеби, ако можам да кажам, помала криза на лично ниво, овој принцип се уште стои, дека кога ќе се соочиме со такви ситуации и околности во животот, ние мора да избереме помеѓу грижите и помеѓу Божиот мир. А Божиот мир е она што Бог ни го ветува ако го правиме она што е тука запишано. Апостолот Павле во 7 стих вели, во 6 стих вели: туку во се преку молитва и благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. И кога се молиме на Бог, кога ќе искажуваме своите барања кон Бог, кога ќе впериме нашата вера кон Бог, тогаш ќе имаме мир. Кога ќе впериме нашата вера кон непријателот, кога тоа што непријателот ни вели дека ситуацијата е за никаде, дека ќе станува се полоши и полоши, дека никогаш нема да се оправи, тогаш тоа ќе резултира со грижи. Многу е лесно да се каже не грижете се. Лесно е да се каже радувајте се или пак имајте мир. Но прашањето останува како да се постигне тоа. Бидејќи не е доволно само да се каже не грижете се. Она што нас ни е потребно исто така и практични чекори. Што е тоа што ние треба да го направиме за да се ослободиме од грижите и да го добиеме Божиот мир. И Павле ни кажува што е тоа што треба да го направиме. Во 7, 8 и 9 стих ни дава неколку практични совети за тоа што е тоа што ние треба да го направиме за да се приближиме поблиску до Бог, кој што е изворот на мирот и така да го имаме неговиот мир. И тоа е една од причините зашто ми се допаѓа Библијата, бидејќи е практична. Не само што ни кажува што треба да правиме, туку ни кажува и зошто треба да го правиме тоа и како да го правиме тоа. И претходно во 4 стих апостолот Павле пишува за тоа дека ние треба да се радуваме и ни кажува кога да се радуваме и каде да бараме радоста. Сега во 6, 7, 8 и 9 стих ни кажува дека не треба да се грижиме и дека треба да го имаме Божиот мир и ни кажува како да го достигнеме тој Божи мир. Значи на прашањето како да се ослободам од грижите и како да го добиам Божиот мир, апостолот Павле дава одговор и тој одговор се состои од 3 дела. Првото нешто кое што се бара од нас е молитвата. Ако сакаме да дојдеме до Божиот мир, тоа не можеме да го направиме без молитвата. И од библиска гледна точка со сигурност можеме да заклучиме и да кажеме дека човекот кој што малку се моли, многу ќе се грижи. Мирот и отсуството на грижите во време на неволја можеби ни изгледат недостижни, но тие се недостижни само за оние кои што не се молат. И ова може да ви го потврдам или да го кажам и од свое искуство. Отсуството на молитва е плодна почва во која што многу лесно може да никнат и да растат грижите. И затоа апостолот Павле пишува: не грижете се, туку молете се. И ако го правиме тоа, кога ќе го правиме тоа, ветувањето е следното во 7 стих. А Божиот мир што го надминува секое разбирање, ќе ги штити вашите срца и вашите мисли во Христос Исус. Со други зборови, Бог вели: кога дојдеш кај мене во молитва, јас ќе ги земам грижите од тебе и ќе ти го дадам мојот мир. И токму тоа ни треба во моментот. Тоа е тоа што ни треба во моментот. Една од најдните и најголемите потреби во моментот е тоа: Божиот мир да ги запази нашите срца и нашите мисли во Христос Исус. И додека луѓето околу нас паничат, додека луѓето околу нас се јадосуваат и живеат во стрес, Бог вели: дојди кај мене и јас ќе ти го дадам мојот мир. Јас ќе ги запазам твоите мисли и твоето срце во Христос Исус. И токму тоа е мојата желба, не само за мене самиот, туку за секој кој ќе го слуша ова видео. Нека Божиот мир
ги запази твоите мисли и твоето срце во Христос Исус. А тоа е возможно преку молитва. Вториот дел од одговорот се однесува на нашите мисли, односно кон што ги насочуваме своите мисли. Во 4 глава 8 стих апостолот Павле го напишал следното. Најпосле, браќа, се што е вистинито, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас. Ако е некаква доблест, ако е некаква пофалба, размислувајте за тоа. Односно, верувам дека преку овие стихови апостолот Павле не потикнува да ги насочуваме своите мисли кон оние нешта кои што ја хранат верата во нас, а не кон оние нешта кои што го хранат стравот во нас. И тука не станува збор за тоа дека треба да бидеме неинформирани. Тука не станува збор за тоа не треба да знаеме ако нешто лошо се случува околу нас. Тука прашањето е што е она на кој што ќе ги насочиме нашите мисли, што е она во кој што нашите мисли ќе пребиваат. Дали она што го читаме на вестите или оно што по цели ден го читаме на социјални мрежи или пак оно што го читаме во Божјиот збор. И во контекст на тоа јас би рекол дека човекот кој што цел ден дреме на социјални мрежи и човекот кој што цел ден чита за тоа што другите велат, а не го чита Божјиот збор и тоа што Бог го вели, нема да го има Божјиот мир. И не може таквиот и да се жали, нема право да се жали дека не може да го достигне Божјиот мир. Па многу јасно дека нема да го достигнеш Божјиот мир. И цело време се фокусираш на што е тоа што луѓето го велат и никако не ти текнува да отвориш што е, да видиш што е тоа што Бог го вели. И затоа во контекст на тоа верувам дека секој еден од нас треба да си го постави прашањето што е тоа што го диктира моето расположение во овој период. Дали тоа што го читам што го велат луѓето или пак она што го вели Бог. Што е тоа што го диктира моето расположение? Дали она што го гледам на интернет или пак она што го гледам во Божјиот збор? Што е тоа што го диктира моето расположение? Дали вестите или пак добрата вест? Третиот дел од одговорот се однесува на нашите дела, односно на начинот на кој што го живееме нашиот живот. Во 4 глава, 9 стих се вели вака. Оно што го научивте, примивте, чувте и видовте во мене, тоа правете го и Бог на мирот ќе биде со вас. Во овој стих апостолот Павле ги подикнува христијаните во Филипи да го следат неговиот пример, односно да не го сведат христијанството само на теоризирање, само на филозофирање или пак само на мудрување. Да не го сведат христијанството само на ние се молиме и ние пазиме што читаме ништо повеќе. Туку апостолот Павле некојаш како да сака да каже христијанството да не би биде само теоретско, нека би биде и практично, нека се покажува на дело. И токму тоа е она правилно христијанство за кое што читаме во Библијата. Не е христијанство во кое што ние само знаеме нешто, ние само зборуваме, мудруваме нешто, туку христијанство во кое што тоа знаење кое што го имаме, она што го добиваме од Бог преку молитва и преку читањето, ние ќе го претвориме во дела. И нелогично е да очекуваме дека ќе бидеме блиску до, односно дека ќе го имаме Божјиот мир, ако со нашиот начин на однесување се оддалечуваме се повеќе и повеќе од Бог кој што е изворот на мирот. И затоа Павле вели преку вашите дела, преку вашиот начин на живење, приближувајте се до Бог, односно живејте живот кој што му е угоден на Бог. И така ќе бидете поблиску до него, односно поблиску до изворот на мирот. И логиката на апостолот Павле во овие неколку стихови е следната. Правилниот начин на живење е резултат на правилниот начин на размислување. Правилниот начин на размислување е резултат, покрај другото, на правилниот начин на молење. И кога овие три нешта ќе бидат присутни во нашиот живот, тогаш ние се повеќе и повеќе се приближуваме до Бог, кој што е изворот на мирот. А колку поблиску сме до изворот на мирот, толку ќе имаме повеќе мир и толку повеќе ќе го живееме Божјиот мир. Како што некој писател кажал дека кога имаме едно грејно тело и сакаме да се згрееме од тоа грејно тело, ние треба да се приближиме до тоа грејно тело и тогаш ќе се згрееме. На ист начин кога го имаме Бог кој што е изворот на мирот и сакаме да го имаме тој мир, ние треба да се приближуваме до изворот на мирот. И тоа го правиме преку молитва, преку тоа што внимаваме на што ќе ги насочиме нашите мисли и преку начинот на кој што го живееме нашиот живот. Во вториот дел од оваа последна глава од посланието до Филипјаните, читаме за способноста на апостолот Павле да биде задоволен во секоја ситуација и во секоја околност од животот. Значи, станува збор за човек кој што бил во затвор. И додека бил во затвор, црквата од Филипи му пратила некаква помош. Не знаеме за што станува збор, но знаеме дека Павле им благодари за нивната помош, но исто така им вели: сакам да знаете дека сум се нашол во секакви ситуации во животот. Во ситуација во која што сум имал многу и во ситуација во која што сум имал малку. Но во сето тоа научив да бидам задоволен. 4 глава, 11 стих. Зашто научив да бидам задоволен во секакви околности.
4 глава, 13 стих, кој што најверојатно е најпознатиот стих од целова послание, вели: се можам преку Христос кој ми дава сила. Односно, со други збори, она што апостолот Павле го вели: се можам преку Христос, можам да се прилагодам на секоја ситуација во животот, можам да му бидам благодарен на Бог, независно во каква ситуација во животот се наоѓам, бидејќи Христос ми дава сила за тоа. И сега ние се наоѓаме во едно време во кое што нашата слобода на движење е ограничена, во кое што животот не е таков како што беше пред неколку недели или месеци, и верувам дека кога се наоѓаме во ваква ситуација треба да се поучиме и охрабриме од зборовите на апостолот Павле, дека треба да бидеме задоволни независно во каква ситуација се наоѓаме во животот. И начинот на кој што тоа се постигнува е повторно со тоа што ќе бидеме се поблиску до Бог, и Бог е некој што ќе ни даде да бидеме да имаме благодарни срца независно со што се соочуваме во животот. Бидејќи ние сега сме во искушение постојано да се жалиме и да кукаме и да викаме леле колку е лошо или што не снајде, но Павле вели: да, дури тогаш кога има ситуации кои што не се идеални, кои што не се онака кои што сакам да бидат, сепак и во такви ситуации јас можам да бидам задоволен и можам да му бидам благодарен, бидејќи моето задоволство, мојот мир, мојата радост не зависи од тоа што се случува околу мене, туку од тоа кој е самиот Бог. Апостолот Павле го завршува ова послание како и секој друго послание, а тоа е со поздрави. Последните 3 стихови од ова послание се однесуваат токму на тоа. Но оно што за мене лично интересно е предпоследниот стих од оваа глава и предпоследниот стих воопшто од ова послание. И таму апостолот Павле го напишал следното. Вели вака: ве поздравуваат сите свети, односно ве поздравуваат сите христијани, а особено оние од Цезаровиот дом. И кога апостолот Павле пишува за светиите од Цезаровиот дом, верувам дека пишува за луѓето кои што биле околу него, кои што прифатиле христијанската порака додека тој се наоѓа во затвор. Може би биле стражари, може би биле некои луѓе кои што имале повисока позиција, но фактот е дека апостолот Павле пишува: тука околу мене има луѓе кои што ја прифатија христијанската порака. И тоа ми е многу интересно за апостолот Павле, бидејќи додека бил во затвор, не го трошил времето да се жали за ситуацијата во која што бил. Не го трошил времето за да кука и да вика: леле колку ми е мене тука тешко, туку таа ситуација ја користил за на другите да им каже за Бог и за неговата порака. И верувам дека тоа е второто нешто кое што не само што можеме, туку и треба да го научиме од апостолот Павле од овие последни стихови. А тоа е дека не само што треба да бидеме задоволни и благодарни на Бог независно во каква ситуација се наоѓаме во животот, туку и дури кога се наоѓаме во оваа ситуација која што не е најповолна, не е најидеална, не ни е посакувана, сепак да не го трошиме времето на бесполезни нешта, да не го трошиме времето да им се жалиме на другите колку ни е тешко, туку ајде да гледаме цела оваа ситуација како можност да им кажеме на другите луѓе за Бог и за неговата љубов.